Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги пратеници, сакам да се надоврзам на тоа што господинот Цуклев го каже во врска со начинот на кој што се носат законите. Не сум воопшто нервозен кога закони за реформи со Европска унија, политички систем и така натака се носат по скратена постапка. Разбирам. Ама тоа дека даночни реформи правиме во Република Македонија по скратена постапка е прашање од најсериозен аспект. Ама не може вака. Ама не ради мене. Гајлеме што сакате правите. Вие ќе ја сносите одговорност. На јавна расправа за прогресивен данок еден човек, освен Петар Гошев, немаше што ве пофали. Еден. Петар Гошев низ фалбата со вас се покриваше заради тоа што вие сте вториот министер во Република Македонија што покачува даноци. И упорно како да ви кажам, освен вас, само Петар Гошев има покачувано даноци во Република Македонија. И упорно не сакате да разберете што зборува. Доаѓате комотно вие тука, имаше 70 луѓе кои што, колешката си прави муавет, некоја си чепка во телефонот, другиот колега таму одговара на коментари на Фейсбук, а зборуваме за даноци. Па се чудиме после тоа зашто парламентот не сега, извинете, не сега, 20 години е со најнизок рейтинг од сите државни институции. Заради тоа. Наглава застанавме со Цуклев 2 месеци да ви кажеме, луѓе, не може даночни реформи да правите по скратена постапка. Дали ние зборуваме или чукаат тапани, се исто е. Вие сидете тука, подготвени графикони, подготвен говор, кој што ги спремили од кабинетот ваш, си читате Бостанот и Лозијето, апсолутно вчера. Ве прашувам, каков е ефектот од наплатата на прогресивниот данок, разликата од тоа што било досега со тоа што ќе биде понатаму само од аспект на личен доход. Вие мислам дека ми го раскажавте целокупниот даночен систем на Албанија, ама не ми одговоривте на прашањето. Не е во ред така. Не. Значи, лично, стварно ја почитувам, нема студент што не е пофалил како професор. Нема студент што не е пофалил како професор. Ама не разбирам, вие сте министер за финанси, може сте под притисок од други членови на влада, и тоа можем да го разберам, на брзина да носиме вакви закони. Не смеете да си дозволите. Тоа што парламентот не реагира, не реагира. Тоа што сите ветувања беа дека нема да има скратени постапки, а сега има повеќе скратени постапки од претходно и тоа налет. Веќе немам очекување од парламентот, да ви кажам. Додека не се смени изборниот модел во Република Македонија, вака ќе биде. Пошто целта е кој ќе биде поблизку до премиерот или до лидерот на опозицијата. Не е целта што ќе се изгласа тука. Немам никакви очекувања. Ама имам очекување од вас како министер за финанси, кој што превземал одговорност за стабилност на финансискиот сегмент. Законов кога би стапува на сила? На 1 јануар? За прогресивен данок кога би стапува? На 1 јануар? Кога ќе биде објавен во службен вестник? Или ќе се јавувате на човеков од Куманово да работи и во недела, за да формално се објави во недела во службен вестник? Фирми веќе го прочитаат, имаат спремност да акомодираат. Да не зборам за тоа дека го проширувате деночната основица, ја проширувате со овој закон. Дека по повеќе основи ќе се плаќа дан. И го покриваме тоа со една убава цел. Убава цел е финансирањето на спортот. Ама наместо да има заменици директори во сите јавни предпријатија, тие пари ќе се потрошат за таа цел со спортот. Зошто да правиме поширок зафат од бруто домашниот производ во Република Македонија? Се зголемија даноците персонални, се зголемува основицата на овој данок, се зголемува акцизата. Апсолутно еден закон немате поднесено од влада со кој што ќе се намали било каква давачка од граѓаните спрема држава. Еден. И цело време само се зголемуваат. Приходите кои што државата ги има од наплата на разноразни давачки од граѓаните. Во исто време максимална неефикасност. Капитални инвестиции на најниско ниво од било кога во последните 15 години. И никој не сноси одговорност за тоа. За тоа вие не сте одговорен, да не ме сватите погрешно. Ама политички никој не сноси одговорност.
Никој не сноси одговорност. Значи, ем збирате повеќе пари, ем се задолжувате повеќе, го зголемивте долгот од тоа катастрофален долг на таа апашка влада предходно што беше, така вие ја викавте, ем ги зголемувате даноците, ем средства не ги пласирате таму кај што треба. И сега тука треба да глумиме академска зедница. Јас ве прашувам 5 пати едно, вие не ми го одговарате тоа, Цукле ве прашува 5 пати, не му го одговарате тоа, на комисија Илиовски 5 пати ве прашува, вие не му го одговарате тоа. И на што се сведува? На тоа што е куклен театар. Благодарам. Министр за